Ви благодарам. За какво задоволство, почитувана колешка, зборувате. Страшно е да се патува. Грешна информација ви дале, јас пред неколку часа стигнав во Скопје, не се работи на патот, а вертикалната сигнализација со месеци веќе стои тука, така да ќе почне да се работи во некоја едина, не знаеме која е. Дали тоа на почетокот од вашата реплика вие ветивте дека ќе градите автопат Прилеп Битола? Ако е така, јас ве молам да потврдите овде дека ќе почнувате со изградба на автопат Прилеп Битола за колку километри или станува збор? Затоа што не, едни се информациите од Сабајле, други сега информации давате, нешто не сте усогласени, ама мислам дека дури смешна изјава за изградба на автопат Прилеп Битола. И уште една друга работа. Значи, како за овој, така и за претходниот амандман, така и за секој амандман кој што го поднесуваме, односно за секој проект што предлагаме да го градиме. Нормално е дека да се започне да се гради проект, потребно е да се изработи проектна документација. Па затоа со овие средства да се изработи прво проектна документација, нормално потоа да се реализира проектот. Во вашиот одговор викате да имаме добра волја да ви го одобриме амандманот. Почитувана колешке, вие како пратеник во 2016 година настапивте со ова ветување во вашата програма која што им ја далевте на граѓаните на општина Прилеп и на граѓаните од 4-та изборна единица. Значи не е моја добра волја, тоа е ветување на Социјалдемократскиот сојуз. А моја добра волја е што го поднесувам овој амандман затоа што проценив дека е добар амандман за граѓаните од овие три општини. Благодарам.